Почитувани љубители на филозофијата и на логиката, драги пријатели, дозволете ми од името на Институтот за филозофија и Филозофското друштво на Македонија, кои што се организатори на овој настан, да ве поздравам и да ви се заблагодарам за вашето присуство на денешното трето поред одбележување на Светскиот ден на логиката, 14 јануари. Како што можевте да видите уште во најавата на настанот, Светскиот ден на логиката започнува да се одбележува од 14 јануари 2019 година, кога всушност е востановен и официализиран од страна на УНЕСКО и од Меѓународниот совет за филозофија и хуманистички науки. Како што стои и на сајтот на УНЕСКО, значи на Светската организација, целта на одбележувањето на овој ден е да се подигне глобалната свесност за значењето на логиката како една од темелните филозофски дисциплини, која што има исклучителна важност за развојот на човечките знаења во сите области и за унапредување на културата на мирот, диалогот и земното разбирање. Со особено задоволство сакам да го најавам нашиот говорник за денес, нашиот драг колега и пријател доктор Данко Илич, кој што љубезно се одзва на нашата покана да денес да одржи едно предавање посветено на определена тема што нему му е блиска од аспект на логиката, особено математичката, односно формалната логика. Имено Данко Илич, за оние што не го познаваат, неколку кратки податоци од неговата биографија. Завршил додипломски студии на Природно-математичкиот факултет во Скопје, а веќе од нивото на постдипломските студии гради меѓународна кариера, најнапред на универзитетите во Гетеборг и Утрехт, а потоа докторските студии ги завршува на француската Екол Политехник, нели престижната француска школа. Понатаму предавал на универзитетите во Штип и во Орхус во Данска и работел како истражувач во Францускиот национален институт за истражување во информатиката, а потоа и како експерт за формални докази во индустријата. Како што можеме да видиме, еден од тие врвни точки во неговата биографија е фактот што во 2011 година Авструското друштво Курт Гедел му доделило златен медал за истражување во математичката логика, а сите кои што имаат макар и малку познавање од сферата на символичката логика знаат што значи кое е значењето на оваа институција и на овој престижен медал. Токму поради тоа, кога се договаравме за темата, за изборот на темата на ова предавање, се го избравме Гедел, значи една тема која што е поврзана со токму со името на овој значаен, еден од најзначајните современи логичари, како и најзначајни логичари во целата историја на филозофско-логичката мисла. Имено тој е еден од оние мислители кои што има дадено најголем придонес во историјата на формалната логика, особено во проучувањето на феномените на комплетноста и некомплетноста, а исто така името на, сакам да кажам, се извинам, датумот на Светскиот ден на логиката е избран токму поради тоа што 14 јануари е денот на смртта на Гедел, значи во 1978 година, меѓутоа исто така и роденденот на еден друг значаен логичар, еден од најзначајните современи логичари, Алфред Тарски, така што тоа е навистина еден датум за одбележување во историјата на логиката и мислам дека не можевме да избереме подобра тема и подобар говорник за овогодишното трето поред одбележување на Светскиот ден на логиката. Тоа е што би сакала да го кажам како најава, а сега го замолувам Данко да земе збор и да ни го изложи неговото предавање. Повели, Данко. Добро, фала ти многу, Ана. Ви благодарам на Филозофското друштво на Македонија и на Институтот за филозофија за поканата, што е стварно представа голема чест и се надевам дека ќе ви биде интересна. Со оглед на тоа дека до сега немам држано филозофски предавања, туку само некои технички предавања во кои што треба нели секогаш нешто да се докаже, самиот себе да се докажеш, нели и да докажеш некоја теорема. Значи сега овој ново предавање ќе зборуваме малку послободно за теоремите на комплетност и некомплетност на Гедел. Значи благодарам Ана, која што Ана ја знам 25 години веќе, сме зборувале за логика, иако за оваа тема не сме зборувале никогаш до сега, мислам.
Значи ќе почнам значи ќе ги користам зборовите формална логика и математичка логика како синоними, иако нели логиката има долга историја од антиката до денес. Ќе почнам со неколку секвенции од историјата на математичката логика. Тоа се стварно неколку настани кои што се забележителни, иако ова нели не ја исцрпува целата историја на областа, е само мал дел од тоа што може да се каже. За да го воведам времето во кое што се развиени овие теореми. Значи тука вие можете да видите на слайдот, значи еден од првите резултати во математичката логика е резултатот на Жорж Бул, тој е англиски математичар и филозоф. Всушност сите овие луѓе кои што ги именувам се истовремено и математичари, и филозофи, и лингвисти, не бидејќи во тоа време специјално не се толку поделени меѓу себе специјалностите, тие сите објавуваат и филозофски трудови и математички трудови. Че Жорж Бул е еден од првите кои што ја сведува таа античка логика на Аристотел, да речеме, на алгебра. И ден денеска постои таа Булова алгебра која што е многу важна во информатиката. Потоа се појавува теоријата на множества, тоа е Георг Кантор, германски математичар кој што прво работи на дефиницијата на ирационални броеви. Значи тој прво нели познато е уште од антиката дека постојат ирационални броеви, нели квадратниот корен од 2, што го знаат уште старите грци. Но тој се обидува тој прв дава генерална дефиниција на ирационалните броеви како конвергентни низи на рационални броеви, а потоа тоа го инспирира да создаде погенерална теорија која што ја нарекува теорија на множества, која што денеска многу важна во математиката. Потоа го имаме Фрейге кој што го развива првиот формален систем за докажување, кој што се користи и денеска во една од неговите форми кој што се вика природна дедукција. Значи тој е првиот кој што ја прави го прави формалниот јазик на пишување на докази, бидејќи до тогаш сето тоа се користи така слободно и неформално. Потоа го има Джузепе Пеано, кој што е италијански лингвист и математичар, кој што ги наоѓа првите аксиоми за аритметиката, значи тоа што ние го работиме во школа и што сите го имаме усвоено интуитивно, тоа е првиот кој што ги дава елементите, ќе видиме малце понатаму како изгледаат тие аксиоми. Па го имаме Цермело на почетокот на 20 век, кој што ги пронаоѓа првите аксиоми за теоријата на множества на Кантор. Значи се гледа дека трендот е кон аксиоматизацијата, значи се обидуваме се попрецизно да кажеме кој е јазикот на математиката, а со тоа и на науката. И после тоа ги имаме, значи, Расел и Вајтхед, англиски логичари, кои што инспирирани од работата на Фрейге, објавуваат едно монументално дело во 2 и 3 тома во кои што ја формализираат целите основи на математиката до тогаш. Во една нивна теорија, која што не е теорија на множества, туку се вика теорија на типови. И тие се доста влијателни ја формираат така наречената логицистичка школа, каде што математиката се сведува на филозофија. Подоцна, добро ќе кажем тоа малце подоцна, значи го имаме во исто време од прилика и Хилберт, за кој што ќе кажем нешто веќе на следните слайдови, кој што е втора од тие големи школи, како да кажеме, можеби мултинационални компании со денешни термини, што има многу луѓе што работат на истата идеја. И го имаме интуиционизмот на Брауер, за кој што исто така ќе спомнам нешто малце покасно, и кој што е, да речеме, конкурентска школа на школата на Хилберт. Сега доаѓаме, значи, во периодот меѓу двете светски војни и во Виена, во Австрија, кое што во тоа време, значи, е во научна смисла е центарот на Европа, бидејќи тука се сретнуваат сите физичари, сите филозофи, ја имаме развојот на психоанализата, значи, навистина врие од идеи во Виена во тоа време. И во однос на математичката логика исто така ги имаме и логицистите, и формалистите, и интуиционистите кои што се посетуваат и држат семинари и разменуваат идеи. Значи, тоа е време пред интернетот, но и во тоа време се организираат многу собори, многу добро функционира тоа
тоа ширење на идеи. И во тој контекст, значи, се наоѓа, значи, позната е кругот на Виена, се вика, тоа е како собиралиште на познати филозофи, математичари и физичари, од кои што ќе изникнат многу битни теории, како што е квантната теорија и во логиката многу битни теории. И во тоа време, значи, се појави, Курт Гедел во тоа време студира во Виена, односно студира и го завршува својот докторат, и може има прилика да ги следи сите тие настани. Од една страна, значи, доста е изложен на сите новини во логиката, од друга страна има многу слободно време, бидејќи по некоја случајно, затоа што во тоа време, освен што е Виена многу бурен град, бурен и во друга смисла, во смисла дека е голема економска криза, периодот меѓу двете светски војни, има големата депресија, во Германија се појавува нацизмот и тој има многу големи реперкусии во Виена. Дори еден од членовите на Виенскиот круг му вршат атентат заради неговите прогресивни идеи. И во тоа време, значи, безработица општа, Курт Гедел исто така е без работа, односно нема позиции на универзитетите, на државните универзитети, освен некои многу лошо платени позиции на демонстратори, да речеме. Но за среќа семејството нема е толку сиромашно, па може да се дозволи уште неколку години да се занимава со логика. И тој ги купува книгите на Расел и Вајтхед и ги студира, како и книгите на Хилберт и Акерман, и во текот на 2-3 години ќе направи своевидна револуција. Ќе видиме повеќе детали, значи ова беше само воведот, сакав да го воведам контекстот во кој што се случуваат, од кој што се пронаоѓаат тие резултати. Сега малце ќе мораме да видиме некои основи на математичката логика, за да може да ги разбереме теоремите. Зборуваме за логичките формули од прв ред, односно исто така нареченото предикатно сметање, кој што се состои од исказнато сметање, тоа што сме го учеле во школа, нели, имаме искази P и Q, и после од вредноста на тие искази може да се дефинираат логичките операции на и, или импликација и негација. Овие логички операции се многу прецизни и не кореспондираат секогаш на тоа што интуитивно ние мислиме. Дури не сме, кога користиме слободно јазикот, не сме дури не сигурни дали сакаме да кажеме и или некогаш, а да не збориме па за импликацијата. Значи, тоа се формални конектори со прецизно значење, кои што често не секогаш кореспондираат на реалноста. Значи, го имаме исказнато сметање, на кој што се додаваат квантификатори. Има два квантификатори, квантификаторот за секое x и квантификаторот постои x. И тие може да се сватат како некоја генерализација на конјункцијата или дисјункцијата. Значи, за секое x можеме да сметаме дека исто како да сме ги земале сите индивидуи од доменот во кој што варира x, и како да сме направиле конјункција. И аналогно за постоењето, значи дали постои x во некој домен D, тоа е нешто слично како да ги земеме сите индивидуи од доменот D и да видиме, да прашаме дали P од I0 постои, дали е точно, дали P од I1 е точно и така натаму. И се дека најдеме барем еден што е точен, значи исказот е точен. Значи тоа е како да земеме, но не е баш значи не е точно, не може да се дефинира на овој начин квантификаторот, бидејќи доменот D може и да е бесконечен. Значи, да беше конечен, немаше да ни требаат овие квантификатори. И тоа е моќта на овој јазик на предикатно сметање. И иако е волку едноставен, да речеме, во некоја смисла, Хилберт и Акерман покажуваат дека всушност тоа е доволен за да се формализира целата математика од тоа време, почетокот на 20 век. А целата математика од тоа време е стварно многу, веќе се развиена, да речеме. Тоа што се користи денеска во техниката, веќе крајот на 19 век било развиена целата математичка анализа и тоа.
Да видиме некои примери, значи, на искази, за нели да влеземе во малце во шемата на како размислуваат логичарите. Еве првата линија на примери можете да ги видите правилата за заклучување, значи во се тавтологиите кои што возможуваат да се докажува. Првиот исказ тука е дека од P може да се заклучи дека P или Q, значи доволно е еден од компонентите се заклучи. Потоа имате некој друго правило за заклучување кое што користи три искази, значи чисто да покажеме дека не мора да има секогаш два искази и вредноста, логичката вредност на ова правило на исклучување може исто така да се доби преку табелите кои што ги видовме на претходниот слайд, само што овој пат табелите наместо 4 линии ќе имаат 8 линии, нели? Три променливи за искази, 2 на трети степен, значи 8 искази. И третото правило, познато исто така како правило на исклучен трет, односно тоа е правилото дека за секој исказ можеме да кажеме дали дека или исказот е точен или неговата негација е точна. Еве еден пример со квантификатори, значи овој пример е вообичаениот начин да се формализира исказот дека секој природен број е или парен или непарен. Значи за секој x, ако x е природен број, тогаш или постои некој y така што x е 2 пати y, или постои y така што x е 2 пати y плюс e. Значи, ова исто така вистинит исказ. Третиот пример е познат како парадоксот на пијаницата, затоа што кога ќе се изговори не е веднаш интуитивен. А парадоксот на пијаницата е дека ако постои, всушност парадоксот е дека постои некој во кафеаната, така што ако тој пие, значи пие од x е дека x пие, тогаш сите во кафеаната пијат. Вака на прво слушање малце чудно изгледа, но всушност е логичка вистина, затоа што доволно е да ги земеме сите луѓе во кафеаната, и сега или сите луѓе пијат, и во тој случај може да земеме било кој од нив за x, и сите ќе пијат, или пак некој од нив не пие. И тогаш тој што не пие ќе го земеме за x, но бидејќи имаме претпоставка дека x пие, а исто така и претпоставка дека x не пие, добиваме контрадикција. И од контрадикцијата може да се заклучи се, па и дека сите во кафената пијат. Значи тоа е парадоксот на пијаницата. И конечно еден пример на исказ P и не P, кој што е невистинит. Значи ова е поимот за контрадикција. Значи ако некој систем може да докаже дека P и не P, значи дека тој е неконзистентен. И сега, теоријата на докази на Хилберт. Значи, голем дел од овие резултати кои што ќе ги спомнам се директна последица на прашањата кои што ќе ги постави Хилберт и кои што ги постави на неговата школа. Прашањето, главното прашање на Хилберт, кој што тој го представува на вториот меѓународен математички конгрес во 1900 година, е да се најде доказ дека аксиомите на аритметиката, значи нели аксиомите кои што Пеано претходно ги пронаоѓа, дека од аксиомите на аритметиката не може да се добие контрадикција. Значи не може да се изведе P и не P. Зошто му е тоа битно? Затоа што Хилберт претходно успева да покаже дека геометријата е конзистентна. Значи тој покажува дека геометријата е конзистентна, така што ја сведува на аритметиката. И вика, сега добро, значи геометријата ја сведовме на аритметика, анализата може да се сведе на аритметика, и сега треба да покажеме уште дека аритметиката е кохерентна, но за тоа ни треба директен доказ, односно не можеме сега да се повикаме на нешто друго и да кажеме дека аритметиката е кохерентна затоа што некој друг систем е кохерентен. Тоа е неговата амбиција, иако самиот тој не работи многу на оваа тема, туку ги остава неговите соработници да работат, затоа го ставив на Хилберт во наводните, затоа што нели секогаш големите риби ги земаат заслугите, но всушност има многу луѓе кои што работеле на таа проблематика. И една од монументалните дела од неговата школа е книгата која што пишува заедно со Акерман, друг германски математичар, во која што прави целосен синопсис на се што се случува во таа област, на сите резултати, и дава подпроблеми, отворени проблеми кои што треба да се решат со цел
покасно да се дојде до кохерентноста на аритметиката. Имено два од проблемите кои што се наоѓаат кои што ги идентифицираат Хилберт и Акерман се проблемот на комплетност, значи еден од проблемите што Гедел ќе го реши својата теорема за комплетност, и проблемот на одлучување. Го оставив тука во оригиналното негово германско име Entscheidungsproblem, затоа што така можете да го најдете ако го барате на Википедија, инаку има многу проблеми, различни проблеми на одлучување, нема да знаете за кои се работи. Да го видиме прво, значи тој проблем на одлучување, и тоа ќе биде некој вид на мала дигресија од предавањето, бидејќи не е поврзано толку со комплетноста или со некомплетноста, но е многу важен проблем. И проблемот се состои во тоа, значи тие сакаат да се пронајде алгоритам кој што за секоја логичка формула, значи било која логичка формула, дори за тие што не знаеме дали се точни, за тие што мислиме дека се точни, а немаме доказ, значи да се најде алгоритам кој што наместо нас ќе го реши проблемот и ќе каже да, оваа формула е точна или не. Значи, вака сега не знам, веројатно може да ви изгледа оптимистички тоа, дека да предложи некој ваков проблем и да мисли дека може да се реши, дека е неверојатно, но всушност во тоа време постојат алгоритми за одлучување на одредени класи, на одредени фрагменти од логиката од Префред, која што Хилберт и Акерман ја формализираат конечно, и како што е, например, аритметиката на Пресбургер, и всушност за бесконечни множества ние можеме да одлучиме дека некоја формула е точна или неточна, ако формулите се од одредена класа. И тие мислат, значи, Хилберт и Акерман, мислат дека тоа ќе можеме да го прошириме и на целата класа на формули, и бидејќи се истовремено и платонисти, всушност, значи за нив постои светот на идеите, некогаш го нарекуваат тоа книгата на Господ во која што се запишани сите математички проблеми и нивните решенија, и они мислат дека е доволно да се најде некаков алгоритам што ќе може да види во таа книга и да ни го даде решението. И сега, зошто тавтологијата П или не П, која што ја видовме пред 2-3 слайда, зошто тоа не е доволно, всушност? Нели ова кажува веќе дека или проблемот, или формулата е валидна, или нејзината негација е валидна. Зошто тоа не е доволно? Проблемот е што во класичната логика, бидејќи се користат неконструктивни методи на докажување, ние можеме да знаеме дека некој проблем или неговата негација е точно, без да знаеме дали проблемот е точен или неговата негација е точна. Тоа е за тие што виделе веќе докази во минатото, знаат дека често пати кога ни бараат да докажеме дека постои некој X, така што P од X, ние всушност нема секогаш да го најдеме тоа X за кој што својството важи, туку повеќе ќе тргнеме преку контрадикција. Ќе претпоставиме дека не постои X и потоа ќе успееме некако да дојдеме до контрадикција и тоа значи дека сме го покажале дека не постои X, без да го дадеме самото X. И на тој начин со неконструктивни докази можеме да покажеме повеќе резултати. Истовремено, некои од математичарите тоа не го прифаќаат. И тоа е Браубер и школата, интуиционистичката школа на Браубер, кои што викаат дека е тоа чиста глупост да се тврди дека нешто е докажано без да го покажеме објектот кој што го задоволува својството. Значи, да се вратам на проблемот на одлучување, всушност Тјуринг и Чрч покажуваат дека не постои таков алгоритам. Тоа го покажуваат така што ќе го формализираат поимот на алгоритам. Всушност, за да се покаже дека некој алгоритам постои, не ни треба да знаеме кој е јазикот на алгоритмите. Доволно е да најдеме некоја постапка што пресметува и тоа да функционира. Но за да покажеме дека не постои воопшто никаков алгоритам,
мораме да дефинираме што е тоа алгоритам и потоа да кажеме дека ниту еден алгоритам не го задоволува својството. И Тюринг и Чърч го прават тоа независно еден од друг, развивајќи два модели на пресметување. Тюринг ги развива неговите Тюрингови машини, а Чърч го развива ламда сметањето. И тие и двата формализма се користат уште и ден и денес, а всушност тоа е тоа што го има иницирано поимот за компјутер кој што може да се програмира. Значи директно го има иницирано развојот на информатиката, што има после доведено нели до машините на Вон Нойман и така натаму. Значи ова е 1936 година, значи ова е после теоремите на комплетност и некомплетност на Гедел. И затоа кажам дека е мала дигресија. Сега да го видиме проблемот на комплетност. Всушност, проблемот на комплетност е прашање за врската помеѓу светот на идеите и помеѓу формалните докази или синтаксата на доказите. Значи, светот на идеите на кој што Хилберт и Акерман се повикуваат, значи, нивото прашање е дали сите докази кои што можат да се направат по неформален пат, значи воопшто било кои докази, дали тие што може да се направат на неформален пат, дали истовремено може да се запишат, односно дали има синтакса која што е доволно моќна за да може да ги запише сите докази кои што до сега сме ги правила и кои што воопшто во иднината може да можеме да ги правиме. Значи има два поими на валидност. Значи има валидност во светот на идеите, тоа се запишува некојаш со овој символ, една вертикална црта со две хоризонтални. И тој валидноста во светот на идеите е дефинирана преку валидноста во одредени модели, односно валидноста во сите модели. Сега, не сакам да влегувам во многу детали, затоа што не сум сигурен дека ќе биде појасно, но во светот на идеите некоја формула P е валидна ако било кој модел кој што ако е таа формула е валидна во било кој модел што може да ја реализира таа формула. Значи, тука малце се разликуваме во математиката од физичарите. Физичарите обично бараат еден модел за светот кој што ќе функционира или некој што ќе го надогради. Во математиката за нешто да е валидно, значи мора да биде валидно во сите модели. Дури кога ги има бесконечно многу, дури кога не ги знаеме сите модели. Сега, наспроти тоа го имаме светот на формалните докази. И во светот на формалните докази работиме со дрва. Значи, ако се сеќавате, Хилберт бараше да може да се покаже дека аритметиката е конзистентна за секој доказ направен во конечен број на чекори. Значи, ова е таа формализација на конечен број на чекори, извадена од книгата на Расел и Вајтхед. Значи, ова е доказот дека 1 плюс 1 е еднакво на 2. Може да изгледа малце големо за доказ на 1 плюс 1 е еднакво на 2, но ова е комплетниот доказ кој што користи некои чудни символи, но намерно ги оставив за да може да видите како изгледа во тоа време. Во секој случај, идејата дека P е докажлива формула, нотацијата е ова, ако постои некој вакво дрво кој што докажува P. Значи, ова е дрво што може да го испринтате, може да го зачувате, значи, конечен објект. Така. Е сега прашањето на некомплетност е дали овој свет на идеи, секој доказ во овој свет на идеи, кој што е нешто неопипливо, дали секогаш може да се трансформира во, така да речеме, во source код на компјутерска програма или во доказ на хартија. Значи, не е толку очигледно дека е тоа вистина. Че тоа е, всушност, самите Хилберт и Акерман се надеваат дека овој проблем ќе може да се реши преку проблемот на одлучување. И бидејќи ако има алгоритам за одлучување, тоа што има потреба да се замараме со проблемот на комплетност. Но Гедел, значи, успева да го докаже ова за време на за неговата докторска дисертација. Успева да го докаже, но не и дава алгоритам. Ќе кажам нешто на следниот слайд повеќе за тоа. Значи, тој докажува дека
P е точно во светот на идеите, ако и само ако P може да се изведе со коначен доказ. Сега нема да ја докажам тука теоремата директно, значи ова не би поминало на некој симпозиум за теоретска информатика, но за среќа сме на симпозиум во филозофија и баш се радувам заради тоа. Но ќе ви ја дадам главната идеја. Главната идеја е дека може да се користи така наречената форма на Сколем. Сколем е норвешки математичар од тоа време, кој што е у некоја форма грдото пајче на математичката логика, бидејќи многу работи ќе открие, ама бидејќи не припаѓа на ниедна школа, ќе остане познат само преку некои вакви резултати кои што не може да му ги одземат. Значи, нормалната форма на Сколем кажува дека за секоја формула P може да се најде некоја формула PS, која што не е еквивалентна со P, но PS има модел, ако и само ако P има модел. Не е толку важно сега тоа да сватите што значи, тоа што е важно е да сватите дека тоа нешто послабо од тотална еквивалентност. Значи, Гедел успева да ја докаже оваа теорема, користејќи ја таа нормална форма на Сколем. И еве конкретно што прави таа, значи ако имате формула за секој x постои y, така за секој z, px, yz, кој ќе направите нормалната форма на Сколем, тоа ви возможува да се отарасите од квантификаторите, бидејќи секоја комбинација за секој постој е трансформирана во функција. Наместо за секој постој y, имате f од x. И на овој начин човек може да се отараси од квантификаторите и потоа е полесно да се докаже комплетност. Сега, значи, кој е епилогот од оваа теорема? Значи, оваа теорема е многу важна. Дури има луѓе кои што ја користат без да знаат дека ја користат, како во автоматското докажување на теореми. Цело време го прават тоа, иако некојаш не знаат дека постои оваа теорема. Бидејќи тоа знаење веќе заборавено во некои кругови. И сега, кој е епилогот врска со теоремата за комплетност? Па проблемот што Хилберт и Акерман го поставиле, тој е решен. Но тие не се баш задоволни, затоа што осеќаат некако дека Гедел ги превел жедни преку вода. Они сакале да добијат алгоритам кој што ќе им го одлучи сите проблеми, не некој да им покаже на некои чудни методи дека всушност двата света, светот на идеите и светот на синтаксата се исто, ама без ние да можеме да ги одлучиме идеите. Бидејќи оваа теорема не овозможува да се одлучи нешто. Тоа е само врска меѓу двата света. И сега, во тоа време, нели, тие не ни знаат дека неколку години покасно некој друг ќе покаже дека нивниот алгоритам не постои. Тоа што е интересно исто така е дека многу покасно, значи после 65 години, Кривин, кој што е еден француски математичар, покажува, значи го разгледува повторно доказот на Гедел после тоа, сето тоа време, и гледа, приметува дека всушност има алгоритам позади доказот. И успева да го екстрахира тој алгоритам, и денеска знаеме која е пресметувачката содржина на тој алгоритам кој што го поврзува светот на идеите со светот на синтаксата. Сега ќе преминеме на вториот дел, значи во делот за некомплетност. За да зборуваме за некомплетноста, треба малце да ги погледнеме аксиомите на Пејано, така што ако не сте ги виделе, ова е прилика да ги видите. Всушност аксиомите на Пејано не се комплицирани, може да ви изгледаат можеби комплицирани, но тие само едноставно кажуваат дека постои нула, постои следбеник, ако се сеќавате, нели, секој природен број има следбеник, 3 е следбеник на 2, дека постои операција на сопирање и постои операција на множење. Значи тука уште немаме операција например на степенување, само сопирање и множење. И тоа го кажуваат овие аксиоми. Во првата линија имате дека ниту нула не е следбеник на ниту еден број, и дека ако имаме два исти следбеници, тоаш мора и броевите на чистите следбеници да бидат исти. И потоа имаме дефиниции, нели, на собирањето, дефиниција на множењето. Значи,
6 аксиоми за сега, и потоа на овие аксиоми во аритметиката на Пеано се додава една чудна аксиома која што ваа доле, која што вика аксиома на индукцијата. Аксиомата на индукцијата всушност не е една аксиома, бидејќи зборува за P, а P е формула. Всушност оваа аксиома постои за сите формули, а бидејќи има бесконечно многу формули, има бесконечно многу инстанции на аксиомата на Пеано. Значи, со додавање на аксиомата на индукцијата се добива систем со бесконечно многу аксиоми. Значи, тоа е аритметиката на Пеано. А инаку самата аксиома кажува дека нели за да се докаже дека за секој x некое својство P од x, доволно е да се докаже дека својството P важи за 0 и да се докаже дека ако својството P важи за некој број y, тогаш истото својство важи за следбеникот на y. Значи, тоа е дошта моќна аксиома во смисла дека невозможно да докажеме својства за бесконечно многу ентитети. Тука ја спомнувам и аритметиката на Робинсон, ќе видите зошто во наредните слајдови, на тоа што може веднаш да се примети е дека оваа аксиома ги нема тие формули P внатре. Значи, ова е некоја многу лесна форма на аксиома за индукција, која што не го спомнува P, и заради тоа, ако оваа аксиома се додаде на аксиомите за следбеник собирање и множење, се добива така наречената аритметика на Робинсон, што значува со Q некогаш. Инаку оваа аксиома кажува едноставно дека за два броја x и y, или x е помало од y, или x е еднакво на y, или y е помало од x. Всушност, ова е нотација за тоа, дека може да се споредат два броја. И сега веднашка ќе одиме на теоремите за некомплетност. Што кажуваат тие? Значи, кажуваат дека се однесуваат на било која теорија Т. Теоријата Т, значи може да биде било која аксиоматизација, например, аритметиката на Пеано, но важно е да го содржи Q. Значи, битно е Т да може да ги содржи овие операции и да може да споредува броеви. И по првата теорема на некомплетност ни кажува дека една таква теорија, ако таа е конзистентна, тогаш постојат логички формули такви што Т не може да ја докаже ниту логичката формула, ниту пак може да ја докаже нејзината негација. Значи, постојат формули кои што Т не може да ги докаже. Значи, Т е некомплетна, ако Т е конзистентна. Значи, тоа е важен предуслов. И сега втората теорема, всушност тоа е, да речеме, една иста теорема, но така ќе ги најдете во литературата, па ја заради тоа ги оставив така. Втората теорема, варијанта, значи, на првата теорема, која што кажува дека ако Т е конзистентна, значи повторно, тогаш Т не може да докаже својата собствена конзистентност. Односно, Т не може да го докаже кон Т. Ќе ви покажам на следниот слайд што е тоа кон Т. Тоа што важно да се свати тука е дека една теорија може да зборува за својата конзистентност, но не може да ја докаже ако е конзистентна. Повторно, ова ако Т е конзистентна е важно. И како последица на оваа теорема се добива резултат за аритметиката на Пеано, која што е, значи, ако аритметиката на Пеано е конзистентна, тогаш аритметиката на Пеано не може да ја докаже својата собствена конзистентност. Значи, ова некој начин го руши сонот на Хилберт, кој што сака по директен пат, односно во самата аритметика, да се даде доказ за кохерентноста на аритметиката. И сега може да помислите, па добро, може би е проблем со овие конкретни аксиоматски системи кои што се понудени, како аритметиката на Пеано, и може би има некој надеж да се најде друг систем, но всушност нема апсолутно никаква надеж да се најде друг систем кој што ќе може да ја докаже собствената кохерентност, бидејќи заради овој услов тука. Значи, се додека тие системи овозможуваат да
има плюс собирање и да може да се споредат два броја, тие секогаш ќе имаат теореми што не можат да ги докажат. Еве формулата кон Т, значи конзистентност на Т, тоа е всушност формулата дека не постои некој y, така што важи овој предикат PRF, ќе кажем што е, PRF y, значи не Т. Односно, кон Т, всушност дека не постои доказ y, кој што ја докажува не Т. Каде што самото PRF, всушност може да го мислите на PRF како дрвото од принципи на математика што го покажав пред малце, дрвото кој што докажуваше на пример дека 1 плюс 1 е еднакво на 2. Значи тоа може да се формализира во самиот јазик. Всушност тоа се користи, се формализира на тој начин што се кодира. Денеска на времето тоа било многу чудна идеја, но денеска е многу природна идеја, нели сите видеа, слики и музики што ги слушаме, сите знаеме дека се кодирани преку битови, значи на исти начин и доказот може да се кодира преку некакви битови, да речеме. И сега јас нема да ја докажувам ниту оваа теорема за некомплетност на Гедел, но ќе дадам друга теорема која што е исто така теорема за некомплетност, а која што е поинтуитивна. Всушност оваа теорема е откриена 50 години после теоремата на Гедел. И тоа што е интересно за незе е што е првата таква теорема, значи после 50 години, која што дава конкретен пример на некомплетност, кој што не е на некој начин вештачки, бидејќи овие примери тука со ПА кој што не може да докаже кон ПА, се можете да кажете малце дека се вештачки, дека го имплементираат парадоксот на лажгото. Но оваа теорема воопшто апсолутно нема метаматематичка смисла. И зашто се работи? Ќе треба да видиме уште неколку броеви и низи тука. Значи ќе дадам две дефиниции. Прво за представувањето на еден број m со основа n. Преку пример, значи ќе земеме дека m е 266, а дека n е 2. Значи ова е постапка за да се представи 266 со основа 2. Значи прво го представуваме 266 како збир на 2 на 8 плюс 2 на 3 плюс 2 на 1. Потоа секој од експонентите кои што се поголеми од 2, самите ги представуваме, значи како 8 го представуваме како 2 на 3, 3 го представуваме како 2 на 1 плюс 1. И тие што преостануваат, продолжуваме да го правиме. Значи тројката што останува тука, ја представуваме како 2 на 1 плюс 1. И овој број, оваа репрезентација што добиваме, се вика представување на m со основа n. Сега, тоа е првата дефиниција што ни треба. Втората дефиниција е низата на Гутштайн. Што е низата на Гутштайн? Видете ги директно примерот тука. Значи, тоа е бесконечна низа, да речеме, од броеви. Првиот елемент од низата, 266,0, е бројот што сега го видовме, значи представувањето на 266 во основа 2. Втората се добива кога ќе го земеме првото и кога сите тројки ќе ги смениме со двојки, односно обрат, сите двојки ќе ги смениме со тројки. Значи 266, вториот дел член од низата е кога сите овие двојки ќе ги смениме со тројки и на крај ќе одземеме 1. Значи бројот што се добива е доста голем. Овдека беше 266, овој број е нешто како 38 нули има позади единицата. Следниот член на низата е кој ќе ги земеме тројките, ќе ги замениме со четврки и на крај ќе одземеме 1. Значи овој број е уште поголем, односно тоа е има 616 нули позади. И така продолжува, значи четврките ќе ги замениме со петки и ќе одземеме 1 и добиваме астрономски број, значи 1 со 10.000 нули позади него. Значи ова е низата на Гутштайн. И сега, што е интересно за оваа низа? Тоа што е интересно е дека, иако оваа низа нам не изгледа дека астрономски расте, всушност таа конвергира кон нула. После неколку чекори ќе заврши кон нула. И тоа е теорема која што Гутштайн
кој што американски математичар е докажал во 1944. Значи, за сите M и K, MK е низата на Гучтајн, еднаква на 0. Значи, тоа важи генерално. Дури кога M е 266, ќе најдеме некој K, кај што тоа ќе конвергира кон 0. Сега Парис и Кирби приметуваат во 1982 дека и покрај тоа што ова е точно, значи точно во светот на идеите, аритметиката на Пеано не може да го докаже ова. Едноставно таа низа толку брзо расте што аритметиката на Пеано нема таква моќ да може да докаже дека таа конвергира. Иако во помоќен систем може да се докаже дека конвергира. Значи, тоа е првиот природен пример на некомплетност во аритметиката. Од тогаш навака има цела област, што се вика теорија на Рамзи, која што, значи, тоа е цела, како да кажем, цела област која што се занимава со вакви природни примери на формули кои што се некомплетни во аритметиката или во други системи. И сега, конечно, да завршам со делот за некомплетност, повторно се враќаме на прашањето дали аритметиката на Пеано е конзистентна. Зашто го поставам ова прашање? Затоа што теоремите за некомплетност викаат дека ако аритметиката е конзистентна, тогаш таа не може да докаже својата конзистентност. Значи, ако некој дојде и утре најде неконзистентност во аритметиката, тоа ќе биде нема да се противречи на теоремите на комплетност. Значи, сме нашле контрапример и аритметиката е неконзистентна. Од друга страна, постојат докази во посилни системи од аритметиката. Значи, во аритметиката проширена со некои аксиоми, може да се докаже конзистентноста на аритметиката која што не е проширена. И дури самиот Гедел тоа го има направено. Значи, откако докажал, не го срушил сонот на Хилберт за значи за финетистичката основа на математиката, сега докажува дека всушност тој самиот докажува дека е конзистентна, но тоа е резултат кој што не е толку познат, кој што обично не се наоѓа на Википедија, но е познат, во специјалистички кругови е познато дека тоа постои, иако надвор од нив не е. И затоа ви го спомнувам всушност. Значи, Гедел во 1941 веќе наоѓа доказ за конзистентноста на Пеано аритметиката во малце проширен систем. И потоа, неколку години покасно, значи тој го објавува тој труд во списанието Диалектика, и заради тоа таа интерпретација се нарекува диалектика интерпретација денеска. Зашто згадате, тој 41 го има некои лекции необјавени кои што го наоѓа, потоа го објавува ова само на германски, во превод. Насловот на трудот е досега се уште не искористената екстензија на финетистичкото гледиште на Хилберт. Но се уште некако никој не го приметува тој резултат и тој продолжува да работи на трудот и во 72 година става фусноти и така натаму, се уште не е задоволен и тој никош нема да го објави всушност конечно тој труд, иако има неколку, него и самиот бара да го ревидира, го испраќа во списание, и кој што се вика на се уште неискористената екстензија на финетистичката математика. Значи, тој самиот до крајот на животот практично, пошто умира во 78 година, работи на овои проблеми и смета дека програмата на Хилберт треба да се прошири и да се дозволи, освен за финетистички методи, освен за конечни ентитети, да се дозволи да се пресметува со специјален тип на рекурзивни функции. И конечно, значи, од 2000-тите години, оваа интерпретација почнува сериозно да се користи во применетата теорија на докази, а во теоретската информатика и денеска, мислам, дека не се користи. Значи, ова е во делот перспективи. Тоа што сакам да го кажам е дека всушност некои идеи може да постојат и многу долго време, но дека едноставно никој нема да ги или да ги земе за сериозни, или нема да се задлабочи во нивното значење. И такви
такви феномени има и други, например, прашањата на комплетност и некомплетност постојат и во контекстот на интуитивничката логика, потоа можеме исто така да разговараме за различните дефиниции на светот на идеи. Постојат теореми на комплетност и некомплетност и за тотално други контексти за кои што можеби некојаш друг пат можам да зборувам. Постојат, значи, денеска во математичката логика и нови резултати кои што се изненадувачки во смисла дека ја подобруваат нормалната форма на скоем после 80 или 90 години. И конечно постојат исто така и луѓе кои што се обидуваат да докажат дека аритметиката на пеано е неконзистентна, значи постои и тоа. Со ова сакам да кажам дека сепак има доста отворени работи, дека ова не е, како да кажам, мртов домен, дека е интересен домен во кој што се уште може да се најдат некои интересни работи. Еве за крај ви спремив неколку само препораки за читање во врска со оваа тема. Значи ја препорачувам книгата на Карл Сигмунд, значи Exact Thinking in Demented Times. Таа раскажува целата историски и научен контекст на Виенскиот круг, кој што се развива нели во тоа време, многу бурно време. Стварно интересна книга која што можете да прочитате дури за теоремите за комплетност и некомплетност. Потоа го има стрипот Логикомикс од Папа Димитри Доксиадис, кој што дури мислам дека го има и преведено на хрватски, мислам дека го има видено во продавницата за стрипови Карши Рамстор, кој што ја ретрасира целата оваа приказна со основите на математиката кој што ви ја кажав. Од математиката, ако има некој помеѓу вас што го интересираат математичките аспекти, ја има оваа одлична книга од 1986 година, Хиберотите проблеми и логиката, кој што може да се даунлоудира од интернет, од Мијаловиќ, Марковиќ и Дошен, Коста Дочен, кој што неодамна помина, инаку логичар од светски рамки. Одлична книга во која што има за вторите Хилбертови проблеми и за многу други интересни работи. И потоа, значи, ја има, ви ја препорачувам оваа книга на Швихтенберг и Вајнер за тие што стварно сакаат да видат технички како изгледа тоа. Значи, ова е, како да кажам, последниот крик на Хилбертовата теорија на докази, кој што има доста други работи исто така. Но интересно и добро напишано. И конечно, неве нешто малце по нематематичко, значи ја препорачувам оваа книга од Леви Строс, Дива мисла, таа веројатно е преведена, претпоставам дека и на македонски преведена, бидејќи е стара книга, во која што Клод Леви Строс, значи антропологот, се обидува да ги, односно докажува дека мислата кај примитивните народи, дека некои култури кои што живеат изолирани од западната цивилизација, дека всушност не е сконцентрирана на нивното преживување, туку дека напротив, дека тие развиваат комплексна наручна мисла, во која што е особено важно да нема контрадикции. Значи, тие се обседнати со тоа да нема контрадикции во системот. И дури самиот Леви Строс ги цитира теоремите за некомпетентност на Гейдел во нив. И конечно, оваа книга ја спомнувам, иако има само на француски, но е доста интересна. Се занимава со некои необјавени белешки на Гедел. Авторот го посетува, значи, неговото живеалиште и така натаму и се занимава со психолошките аспекти на истражувањата на Гедел. И тоа е доста интересно, бидејќи тоа не го гледаме нели за луѓе за кои што ние имаме представа дека се многу рационални и развиваат нели многу рационалистички теории. Не ги доживуваме како некои ирационални битија, но всушност гледаме дека тоа истовремено е голем дел од нив, ако некогаш не и поголем дел од нивната активност. Или тука го имаме и примерот на Исак Њутон, кој што за тоа неодамна разбрав, значи Исак Њутон кој што нели ја развива целата механика, негова механика и теорија на сметање, на диференцијално сметање, за да ја најде
за да најде диаметрот на земјата. Не знаат, односно знаат дека земјата е топка, ама не знаат кој е диаметрот. Зошто го бара тоа? Всушност он делумно го бара тоа затоа што сака да види на која длабочина се наоѓа пеколот. Значи, сакам да кажам дека дека ирационалноста е дел од целата приказна. Епа, тоа би било се сега, не знам, може го преминав малце 40 минути. Ако имате некои прашања, со задоволство. Да, сосема е во ред. Благодарам многу, Данко, за ова навистина инспиративно, истовремено и техничко, технички прецизно, меѓутоа и предавање кој што ја покажа, да кажам, пошироката релевантност на овие прашања, што на виду може да изгледаат доста технички. Презентацијата ќе ни треба на екранот, како или да ја... Како сакате, можем да ја Да, добро. Ете, благодарам уште еднаш. Сега, како што знаете, во нашиот концепт на овие предавања, секогаш имаме предвидено простор и можност за понатамошна дискусија за дел од прашањата и темите што беа отворени или за некои што би можеле да бидат поврзани со нив. Во таа смисла, јас ве повикувам на дискусија по некој мал коментар што би сакала да го дадам, ете така, како едно поврзување со ова што Данко претходно говореше, со молба, оној што сака да зборува, може веднаш да го вклучи микрофонот и да постави прашање, меѓутоа би ги замолила другите оние што не зборуваат да ги исклучат микрофоните за да избегнеме фонијата. Ако е тоа во ред, се надевам дека ни одговара како модел на заедничката дискусија. Сега кај мене, со оглед на ова е филозофската димензија на логиката со која што јас потесно се занимавам, се разбира не во толку техничка, математичка смисла колку Данко, мене многу ми беше интересна таа поширока филозофска димензија отворена од сите овие прашања и би сакала, ете така во еден неврзан неконвенционален разговор, да го прашам Данко дали едноставно може да даде некаков коментар или некое мислење за одредени интерпретации на оваа резултатите на Гедел, кои што се дадени од мислители, од автори што не се стриктно фокусирани врз формално-техничкиот аспект, туку ги зафаќаат тие пошироки димензии. Тука најнапред имам предвид она прочуена култна книга на Хофштатер, Гедел, Ешер, Бах. Сега не знам во времето во кое што нели таа излезе и беше популаризирана и доби Полицерова награда, беше една од книгите која што и тука во овој контекст наш бивши југословенски па и македонски имаше таков култен статус, се користеше како logic appetizer, нели како некоја книга или како нека публикација која што наистина го поттикнува интересот на логиката за интересот за тоа филозофско проучување на логиката. Понатаму исто така влијателна во таа смисла и онаа книга на Нигел и Њуман, Gödel's Proof, каде што на еден по неформален начин се интерпретираат Геделовите резултати. Сега, затоа што нели изворниот текст на Гедел е многу технички, како да кажам, значи е навистина оптоварен со таа техничка и категоријална математичка апаратура, е многу тежок за разбирање за луѓето кои што не се иницирани во финесите на математичката логика, ама од друга страна, тие негови резултати навистина имаат револуционерно значење не само за логиката, туку и во една поширока филозофска и интелектуална смисла. И често пати ми се чини дека навистина се многу значени тие автори кои што, тргнувајќи од внатрешноста на парадигмата на формалата и математичката логика, како што и денес се обидовме да направиме, нели ги расветлуваат значењето на тие резултати за една поширока публика. Исто така и во македонската литература, нели професорката Билјана Перчинковска имаше една книга Релативност Хаус Гедел, каде што исто така се варираат некои од овие резултати. Така што бе ми е многу интересно какво е твоето мислење како експерт од таа формално математичка страна за тоа дали овие вакви начини на популаризација, да кажам, на Геделовите резултати се функционални, дали можеби со нив од една страна се популаризира значењето на Геделовите идеи, меѓутоа често пати може да се направат нели и одредени, како да речам,
дисторзии на нивната изворна, да кажам, техничка, математичка смисла. Сега моето конкретно прашање, ако сметаш, ако ти е интересно така да одговориш и ако имаш материјал за тоа, од книгата на Хофштатер, Гедал Ешербах, мислам дека имам запомнето две, да кажам така, поенти што ми беа интересни, а едната мислам дека веќе ти ја спомена во предавањето, а тоа е отприлика дека со тој гениален метод на Геделовото нумерирање. Така го спомена и ти тоа со кодирањето, Да. значи дека Гедел всушност успева да најде еден гениален начин на кодирање со кој што успева да го изрази односот на мета нивото и објект нивото во математиката, нели, бидејќи поимот за конзистентноста припаѓа на тоа метаматематичко рамниште. И всушност со тоа што ќе направи математички исказ кој што зборува за сопствената, нели, некој собствено за собственото математички релевантно својство, како што е на пример вистината или конзистентноста за теоријата, тој всушност ќе го инкорпорира, ќе го транспонира парадоксот на лажливецот во срцето на математичката теорија. Да. Или дека всушност идејата да се направи еден автореферентен математички исказ, бидејќи автореферентноста ние обично ја врзуваме за поимите на природниот јазик, така? Да. Во природниот јазик не е проблем да кажеме оваа реченица е лажна, или реченицата, нели, напишана на таблата е лажна, или јас лажам. Меѓутоа, како еден математички исказ да го способите да зборува за самиот себе, или системот математички да го способите да тврди нешто за собствената конзистентност, нели? Дали сметаш, например, дека има нешто во таа идеја и дека навистина стои тоа, дека дел од гениалноста на Гедоловиот потфат е тоа што успева навистина еден семантички парадокс, кој што обично се врзува за природниот јазик, да го сади во срцето или да го открие или да го транспонира во срцето на самата математичка теорија, значи изразена на формален јазик. Еве, прво за тоа, ако сакаш, па после уште едно слично прашање. Да. Не е проблем. Па, јас сум ги читал тие книги, има многу одамна, од Хофштатер и од Перчинкова, не се ни сеќавам веќе што пишува таму. Од Најджел не сум ја читал. И след за ова што ме прашуваш, всушност неговиот начин на кодирање за жал е премногу гениален, затоа што всушност тој може да ги кодира тие работи на многу поедноставен начин. Значи, тоа што е клучно, поедноставна варијанта, да. Тоа што е клучно е идејата дека може да се кодира, нели, и дека може да се зборува за конзистентноста во самата теорија. Значи, тоа е тоа што е клучно, а потоа самото кодирање има, да речем, он користи многу комплицирана математика, теорија на броеви користи, и ја користи кинеската теорема на остатоци, што е многу нешто доста комплицирано, и всушност поголемиот дел од неговиот оригинален труд е стварно неразбрив, стварно многу обесхрабрува да се чита. Точно, да. Значи сите зборуваат за тие резултати, меѓутоа да пробате да ги читате изворно тие текстови, навистина е нешто, мислам. Па не, треба прво да завршиш курс по теорија на броеви, па факултет по математика, па после да ги читаш. Значи не, иако, значи тоа е малку штетно, док се разбира тој во тоа време го прави на начин на кој што смета дека е добар и елегантен и го пишува за математичари, значи никаков проблем не представува. Но може многу поедноставно да се пристапи, така и пристапуваат луѓе. Например, има една се вика има функција за спарување на Кантор се вика. И таа е многу едноставна функција за спарување, не мора воопшто да се повикува кинеската теорема на остатоци. И значи да. Меѓутоа се согласуваш со тоа дека идејата секако тоа е како да се технички да се изведе, дека гениалноста на идејата се состои во потфатот да се оспособи, значи математичкиот систем да тврди нешто за собствената за некое собствено мета теориско својство. Да, тоа е клучот како светот на идеите да се реифицира, тој збор некојаш го користат, да се отелотвори во некаква конечна синтакса. Но тоа не е случај, мислам, тоа го имаме не само во математиката, нели, кога ќе земе човек самата писменост, нели, порано
приказните, поемите не биле запишани, нели се раскажа, биле устно предавани, се додека некој не смесил гениален начин тој свет нели, на замислени светови кои што ние сите си ги замислуваме, да се препишат во некакви црни символи на бела хартија, после некој друг да ги земе тие символи и после кој ќе ги види како некоја магија да му ги создаде во неговата глава истите идеи. Значи, во некоја смисла, тоа што го користи таа техника што ја користи е техника која што веќе е пронајдена, односно писменоста, само што во случајот предмет на истражување се самите математички докази, а не по генералната култура. Благодарам. Сега, ако може исто во овој дух, уште едно такво прашање, што ги поврзува овие два по техничкиот и по филозофскиот аспект. Значи, нели, ако не се лажам, насловот на Гедел, во насловот на тој клучниот труд на Гедел, беше за формално неразрешливите искази во системот на принципија математика и сродните системи, така? Да. Значи, тука реферираме на делото на Вајтхед и Расел, каде што е дадена кулминацијата на оној логицистички проект, дека целокупната математика всушност може да се изведе од логиката, така со тоа што темелните математички поими ќе се дефинираат само со помош на исклучиво логички поими и математичките искази, математичките теореми можат да се изведат поаѓајќи од чисто логички аксиоми. И нели тоа беше всушност оној еден од одговорите на онаа криза во поглед на основите на математиката, која што се јави со откривањето на парадоксите во теоријата на множествата и на која што се обидува да одговорат логицизмот на еден начин, интуиционизмот на друг начин, формализмот на трет начин. Меѓутоа, кулминацијата на овој логицистичкиот проект беше всушност принципија математика. Сега некаде имам прочитано, не знам, не се сеќавам точно во кој извор, меѓутоа обично кога со студентите дискутираме за ова прашање, не можам да одолеам да не ја споменам таа метафора, дека кога би се вратиле малку назад, кога Расел е нели во млади години и е така звезда во подем, така да се каже, а Фреге е веќе нели етаблиран професор во Германија, во Јена, нели, како почнуваат да кореспондираат и нели Расел му во едно писмо му открива логички проблем нели во системот на аксиоми на Фреге, покажувајќи дека една од нив го прави системот неконзистентен и овозможува формулирање нели на парадокси. Ако не се лажам, класата од сите класи што не се членови на самите себе си. Подружениот Раселов парадокс. И сега дека, иако Фреге се обидува да му одговори на Расел, нели, да покаже дека тој парадокс, откритието на тој парадокс не е фатално за системот што Фреге го гради, односно нели основите на аритметиката и основните закони на аритметиката, всушност по таа кореспонденција со Расел, тој никогаш не го објавува планираниот последен том од своето дело посветено на основните закони на аритметиката, што значи дека навистина тоа откритие на некој начин така укажало на некои сериозни проблеми во основите на системот. Меѓутоа сега идејата е дека со некоја, да кажам, поетска правда, така да се каже, слично нешто што Фреге, што Расел го направи на Фреге, на некој начин Гедел го прави во однос на Расел, односно на идејата за логицистичкиот проект. И всушност кажува дека логицистичкиот проект не може да се комплетира, да се доврши онака како што иницијално е замислен, и дека секој логицистички систем, значи секој логички систем изграден, како убаво и ти кажа, не е тоа само принципија математика, не е тоа тој систем само да има дефект. Така, туку секој систем и сродните системи, секој систем кој што е конструиран така што со своите средства сака да опфати целината на аритметиката од тоа базично ниво. Да, секој систем што може да кодира едноставно, зашто кодира парови. Да, значи секој таков систем ќе страда од истите тие недостатоци и дека како една од тие големи филозофско-логички поенти на Геделовите теореми е дека мислам дека тоа беше од Најджел Ньюман, ама не е ни битно, дека truth outruns probability.
дека вистината ја надминува докажливоста. Дека секогаш ќе има одредени вистини, нели, што не можат да се докажат во рамките на самиот систем. Тоа е оној проблем на некомплетноста, нели, бидејќи како што ние учиме, нели, по логика, конзистентноста, комплетноста и одлучливоста се три темелни својства на аксиоматските системи. Така, конзистентноста значи да не може да се изведат две теореми што се негација една на друга. Комплетноста, дека средствата на системот треба да бидат доволни за во него да може да се докаже секоја вистина во областа што се аксиоматизира, и одлучливоста значи за секој исказ што може да се оформи со средствата на системот, да може да се каже дали е теорема на системот или не. И сега, нели, конзистентноста и комплетноста се во инхерентен судир. Не можете двете да ги остварите во системите конструирани на таков начин. Така што сакам да се вратам малку назад, што мислиш ти за оваа метафора, дека ударот што самиот Фреге му го нанесе на Расел му го нанесе на Фреге, на некој начин сличен тип удар претрпе Расел од Геден, односно неговиот. Па, не знам, јас мислам дека негативните резултати многу ги обесхрабруваат луѓето. Во смисла дека ете, видовте, значи, Гедел со неговата теорема за некомплетност, значи, како што викаш, му задава удар на Хилберт и толку многу го разочарува и Хилберт и сите после него, што веќе никој него ни чита Гедел. Од 41 година, значи, кажува дека добро еве сега го сруживме овој систем финестистички, ама гледајте, има решение за ова. Никој веќе него не чита, мислам, до 58-72 година ретко кој се занимава со тоа прашање, затоа што едноставно кога ќе помислат на Гедел, им се згади животот и кажат, не, сега се повторно, мислам, не, сакам да кажам, се исплашани се едноставно луѓето. И тоа е психолошкиот ефект на негативните резултати. Истиот го имаме со проблемот на одлучливоста што го спомнав. Значи, фактот што, значи, Тјуринг ги ја развива таа теорија и Чрч, и што покасно го покажува, има еден друг проблем што се вика the halting problem, односно проблемот дека не постои компјутерска програма што може да каже за друга компјутерска програма дали завршува или не. Тоа ги обесхрабри луѓето во информатиката за следните 80 години, се додека некој што е непоправлив оптимист нема да дојде да каже, окей, чекате луѓе, добро, не е во апсолутна смисла можно, но повеќето од работите кои што сакаме да ги формализираме или да ги докажеме, тие можеби можат да се третираат, иако целата не ја добиваме под полната моќ на... Не знам дали одговара многу на... Да, баш ако може да се надоврзам, би сакав да прокоментирам уште нешто во таа насока. Да, нели Фреге се како резултат на одговорот на тоа писмо на Расел, значи развива средства со кои се обидува на некој начин да го спаси, издржливоста на системот, односно да покаже дека тие резултати не се толку проблематични како што на прв поглед може да изгледа. Меѓутоа, исто така и Расел ја развива својата теорија на типовите, аксиомата на редуцибилноста, нели, на сводливоста, исто така како обид да се надминат некои од очените проблеми во неговиот систем. И сето тоа ме наведува на тоа да споменам уште една значајна логичко-филозофска поента која што низ овие историско-филозофски приказни често пати се повторува, а тоа е дека, можеби откритието на парадоксите, значи на тие инхерентни проблеми, на нефункционалноста на некои амбициозни идеи да се остварат така како што се на почетокот замислени, можеби има една негативна и разочарувачка димензија, но историски гледано, токму парадоксите, токму тие загадки и предизвици се оние кои што се голем агенс на развојот на логичката мисла, затоа што со таков проблем и со загадка, навистина умовите се мобилизираат на некој начин да најдат некакво решение, некаков теориски одговор и честопати можеби не се решава фундаменталниот парадокс. Меѓутоа, како некој позитивен нус производ на обидите да се решат, се развиваат фасцинантни теории
кои што имаат огромно значење и придонесуваат навистина за големиот развој на логичко филозофската мисла. Да се Да, потсетиме, дефинитивно. еве го споменавме и Тарски, така, значи неговата семантичка теорија за вистината, така е инспирирана токму од обидот на некој Да, некоја варијанта на лажливецот да се надмине. И да, во ред не можеме да го решиме во природниот јазик, меѓутоа во формализираните јазици каде што имаме строга хиерархија на објект, разликата нели на строго разликување, хиерархизирање на објект и мета нивото, така ако го разграничиме објект јазикот од мета јазикот, тогаш можеме да го во формализираните јазици да го решиме тој проблем. Така што сакам да кажам, веројатно и не е толку страшно ако ете тие негативни резултати можеби покажат дека тоа што се сакало да се оствари на почетокот можеби не е остварливо во таква форма, меѓутоа токму поради тоа тие представуваат еден значаен мотиватор да се развијат можеби друг тип теории, можеби не може да се Да, пробие да. Не, пречката дефинитивно и всушност фронтално, ама заобиколно, нели, еден куп позитивни работи ќе излезат од да, тоа. нема, мислам дека се антрополозите и психолозите се појаки од нас, смисла дека они го идентифицираат тоа дека едноставно контрадикцијата е неподнослива за човечката мисла, и тоа не за нас, туку за било која друга човечка мисла. И всушност тоа толку многу го, како да кажам, го ангажира умот во негативна или позитивна смисла, што може се да искочи од тоа. Значи, може или некој да се разочара тотално, или може напротив да искористи таа енергија и да проба да најде некој решение. Така, например, еве во сферата на некласичните логики, така, параконзистентните логики се обид на некој начин да се справиме со фактот што не можеме да изгониме контрадикцијата од светот и од животот. Да, таа е еден логички идеал, меѓутоа во животот, во правото, во нормативните системи, Да. во практичните ситуации често се среќаваме со навистина контрадикторни ситуации каде што мораме на некој начин да ја менаџираме контрадикторноста и концептот на нели тие параконзистентните логики се развиваат како одговор на тој проблем. Ајде да се обидеме дали можеме да направиме системи во чии што рамки појавувањето на контрадикторноста нема да биде погубно за системот, така систем што нема да тривиализира во присуство на противречноста. Бидејќи ти како што кажа во класична смисла, ако е системот неконзистентен, така, односно ако може се во него да се докаже, значи ништо не може да се докаже, значи тој е тривиален. За да Да. Така, меѓутоа современите логичари се обидуваат да развијат системи што не тривиализираат во присуство на неконзистентноста, така, кои што успеваат и па покрај, има и а дури не и и самата. Дошен, ако не се лажам, и тој нешто работеше. Па може би, јас не ги знам тие сум слушнал, ама не сум работел на тие параконзистентни логики. Ама има пристапи, да, има например во интуиционистичката логика, веќе нели не мора некој да го има, како да кажем, го нема нетето. Значи не можеш да работиш со контрадикција, тука едноставно таа негација ја сметаш како специјален случај на импликацијата. И всушност, значи, нешто што не е докажано, ама не значи дека не може да биде докажано во иднина, така? Се извинувам, некој застој имам. Во меѓувреме, дали се слушаме? Никола Ристевски сака да постави прашање? ако системот е некој конзистентен, затоа што тоа што сме го формализирале во него, ќе може некако да го екстрахираме и да го искористиме во друг систем. Сакам да кажам, некои докази се недвосмислени. Така, секако. А постојат повеќе. Да, така, во интуиционистичката логика, нели, законот за исклучениот ред не е... Да, освен за одредени класи. Одредени класи, така. Значи нема универзално важење на... Да, благодарам. Сега мислам дека е време, веќе имаме барање за вклучување од публиката. Благодарам за дискусијата по овие прашања. Еве, колегата Никола Ристевски, ќе го замолам да се вклучи да земе спор. Се слушам, само предпоставувам да. Да, слушам. Јас сакав едно како да кажам, поопшто прашање, затоа што во однос на техничкиот дел, мислам, не би имал што да прашам во моментов. Меѓутоа, мене ме интересира што мислите вие, мислам, како ваше мислење, не мора да работите на тоа, колку овие
теореми, истражувања во логиката и во математиката во однос на конзистентноста и некомплетноста, би помогнале во поврзување, например, на поимот на слободата и она како слободата се доживува во праксата. Односно, например, дали когнитивните науки во иднина, да кажам, можеби и сега се уште веќе го користат математичкиот и логичкиот апарат за објаснување на многу феномени, меѓутоа како овие сознанија, например, би ни помогнале да не знам, од некои поими, практично да извлечеме што представува слободата во даден момент за нас, ете на еден таков поформализиран начин, како што, например, денеска компјутерите во одредена смисла се на некој начин едно слободно решение за олеснување на нашиот живот, во таа насока, да кажем. Не знам дали ме Слободата разбрав. во практична смисла? Па да, ете во секојдневното живење, од некои поими за слободата, како ние би можеле да си го олесниме патот до избирање на едно можно решение на формализиран начин, кога ете математиката и овие сознанија за тоа дека не може се да се докажи, можат да се формализираат. Сега слободата, не знам како да интерпретирам преку тоа што ми паѓа на ум, да речеме, нели платонизмот, кажав дека овие голем дел од математичарите, математичката логика се платонисти, тие всушност тука не може да се зборува за слобода, бидејќи тие сметаат дека сите теореми се веќе докажани на некој друг свет и дека ние треба само да некако да дознаеме. А тој друг свет, дури и самиот Гедел, тако, бидејќи тој религиозен, тие воопшто не сметаат дека има слобода во смисла не го признаваат ни постоењето на времето. Значи, тие сметаат дека како со некоја екстремна интерпретација на теоријата на релативноста, тие сметаат дека се веќе се случило во некој свет, дека не постои време кое што тече. И Гедел дури и математички наоѓа модели во кои што времето не е линеарно, туку се одвива во некои временски јамки. Така што за многу луѓе во логиката, во минатиот век барем, мислам дека воопшто не ни размислуваат за слободата. Сега ние слободата, мислам дека повеќе треба да се гледа од страна на стварно пак антрополозите, психолозите на ова прашање. Ја мислам дека нема апсолутно никакви импликации во слободата. Не знам. Ова се едноставно, како да кажам, математичката логика е како некој специализиран тип на литература во која што зборуваме за некои светови и така натаму. Ама во секојдневноста не го применуваме многу, не знам. Друга страна, тоа не спречува некој да проба да ги примени тие концепти, зашто да не, мислам, може да се инспирираме од било какви извори. Не одговорив баш, ама колку што можам одговори. Нема еден одговор. Дали мене ќе ми даеш збор? Така, да. Прво, благодарам Повелете, повелете. што имаме ваков човек меѓу нас. Тој нели знае дека мојата фамилија и фамилијата на неговата сопруга уште од војната се многу блиски, бидејќи татко ми бил диригент на црквениот хор, кај што дедото на Деспина бил свештеник. Меѓутоа, прво ќе почнам со тебе. Мислам дека ти прееска околу триаголникот Гедел, Расел и Феге. Една работа изгледа дека ја утна. Дека Гедел признава дека благодарејќи на Расел многу напредувал во своите истражувања. Зашто Расел бил супериорен во неговата филозофска култура. Тоа е првата работа, тоа моја забележка. Второ, Чекај да ви одговорам на ова. Не, да довршам ја. Да. Имам за вас неколку прашања. Да ги запишувам. Прво, ние новинарите велиме паметан пише, будала памти. Значи, прво, ми се чини дека, пошто овде гледам на списоков има луѓе што не се професионалци, би сакал да ги објасните двата големи мислителя Бул и Тјуринг, кои што со својот придонес овозможија денеска да имаме ние
компјутери, компјутерска наука и патување во светот. Бидејќи Бул успеа тој природниот јазик да го математизира со 0,1 и да овозможи технолошка револуција денес. Второ, ми се чини дека требаше да ја кажете и врската меѓу Расел и Пеано, зашто јас сум слушал предавања на Кембриджка Расел, кај што вели дека многу во животот помогнало тоа што го истражувал Еуклид као почеток и Пеано како човек што му возможил да напредува во неговата математичка логика. И трет проблем, ако се сеќавате, наводно на Платоновата академија пишувало а геометрикос е и сито. Тие што не знаат геометрија не смеат да влезат во академијата. Или големиот Спиноза вели дека он работел со геометриска методологија. Па тоа да објасните односот меѓу геометријата и аритметиката во Геделовата теорија и практика. Да. И па добро, првото прашање беше значи за Гедел наспроти Расел, всушност Гедел е човек без апсолутно вака според тоа што чинува апсолутно никаква суета, значи тоа апсолутно нема никакви, како да кажем, никаков став кон егото своето или на некој друг, а инаку напротив, мислам, тој се повикува на Расел, на Брауер. Он трпи од сите всушност, и од Хилберт, и од Брасел, и од Рајо, прави некаква синтеза на тоа што во тоа време тие се спротиставени школи, стварно се во лоши односи се расправаат тие три школи. Он профитира од сите тие, мислам, ние профитираме од тоа бидејќи резултатите ни користат нам, нема користат толку него. И сега значи тоа беше првото прашање, потоа што беше за значи за Бул и за за Тури Тюринг. Да, Да, Тюринг. Па Бул, да, Бул е за мене, добро, не ја знам толку историјата на филозофијата и на логиката, да кажав само тоа се неколку секвенции кои што ми изгледаат битни. Самиот Бул не го знам за нешто друго освен за таа аритметизација на логиката, инаку тоа представување во систем со основа 2 и така, но тоа е стварно многу стара приказна, дури ги имате вавилонците што пред 4000 години представувале во систем со основа 60. И до ден денеска е останато тоа, нели, тоа што го сметаме, аглите што ги сметаме на 360 степени, или тоа што времето нели го сметаме на основа 60. Значи, такви идеи, тие се многу стари идеи, тоа не е нешто ново. А самиот Тюринг, да, па тоа го кажав всушност почетокот на информатиката, идејата дека може да се програмира некој компјутер, бидејќи компјутери постојат одамна, нели, го има уште, тоа не го спомнав, го има Лајбниц во 17 век, кој што ги развива машини за пресметување, и е првиот што успел да развие машина за множење, значи не знае како да направат механичка машина, значи ги ставаме броевите со тастатура и после вртиме некој и он го наоѓа резултатот. И всушност самиот Лајбниц сака да најде машина која што ќе може да го реши било кој математички логички проблем. Значи таа идеја исто така не е нова, но значи тоа што е кај Гедел, кај Тюринг интересно е што, мислам, не кај него, значи тоа што е за нас интересно е што тој ја смислува таа идеја на универзално, компјутери што може универзално да се програмираат, кој што може да се вчита компјутерската програма, и тоа е директна последица на прашањето на Хилберт. Значи, овие прашања се иницијалната каписла на развојот на информатиката. И сега, дали е тоа добро или не денеска, тоа е друго прашање. И сега на крај за геометријата, значи кај Гедел нема никаква геометрија. Всушност Хилберт е тој кој што ја докажува консенсуса на геометријата, сведувајќи ја на аритметика и после сака да се докаже консенсусот на аритметиката. Кај Гедел тој воопшто не се занимавал со аритметика. Всушност и денеска геометријата, иако се тоа дисциплини мислам кои што се вредни, и денеска многу луѓе ја сметаат само како еден вид на, нели, ако знаете, ако сте идели на такви факултети, случај аналитичка геометрија, што сведуваме сцена на некои равенки. Декарт. Да.
И сега има други геометрии денес како што се поинтересни во форма на топологија и форма на проективни геометрии каде што нели немаме дека сите дека постојат паралелни линии и така натаму. И тие се доста интересни. Не евклидовските геометрии, Да, на пример. евклидовските, Но Риман. има и тоа што го викаат не знам сега точно како е називот, но всушност топологијата денеска е исто така некој вид на геометрија, како генерализирана геометрија. И за Платон, ако може коментар. Да, ба за Платон, па добро, Платон и вие повеќе знаете за Спиноза. Платон. За Спиноза не знам ништо, имаме тука, мислам дека има специјалисти за Спиноза во ама мислам дека тоа многу по-софистицирана тема отколку оваа. Не можам да зборам за не сум го не читал Спиноза, само сум го читал романот на Гоце за Спиноза. Така што стварно не можам ништо да кажам за Спиноза. Би сакал некојаш да го читам. Ја се реферирав на неговата метода геометриска на резонирање, не на неговата филозофија. Да, ама не ја знам, не Да, ја знам. неговото дело етика носи наслов Море геометрико демонстрата. Не Тој таму буквално, значи, целата своја филозофска концепција, делото носи наслов етика, меѓутоа има буквално целокупноста на филозофската синопса, да кажем, значи ги има и онтолошките и метафизичките прашања, буквално ги изложува како по математички метод, значи поаѓајќи од основни поими, па при дефиниции, па нели аксиоми, па изведени искази, така што една целосно Па било интересно тоа структура што наликува на евклидовите елементи, ама материјата не е геометриска, туку е еминентно филозофска. Да, па добро, интересно е тоа, треба да се чита. Не треба што се прави толку разлика меѓу дисциплините. Треба тоа е нов тренд порано, како што кажав, не биле сите се занимавале и со филозофија, со математика, со литература. Сега сме поделени, не знаеме. Да, ама ете и токму и оваа наша средба денес е обид да се придонесе за таа интердисциплинарна димензија и да се вкрстат перспективите од едната и од другата и од сите други релевантни страни. Повелете некој друг дали има желба да се вклучи во дискусијата, да прокоментира нешто, да праша, да даде некаков. А на мене ми е чудо што ја нема Билјана Печинкова овде, а рече ке биде. Добро, сега секој си има, ете, ја споменавме да, навистина низината книга Релативност хаос Гедел ги инкорпорира некои од овие темелни прашања и на основните резултати на Гедел, меѓутоа мислам дека и на книгата на Хофштатер што ја споменав Гедел Ешербах, еден вид надоврзување на тој диалог и проширување на тие перспективи, и мислам дека се сеќавам дека последната реченица од таа книга се однесуваше токму на вештачката интелигенција и како гласеше, во смисла го поставуваше прашањето дали алгоритмите, значи дали програмираните ентитети може да развијат некој вид, да кажам, слободна на однесување, и прашањето, цитирам по сеќавање, нели не може да се подпрете, дали роботот може намерно да одглуми грешка за да не заведе. Да, па тоа е познатото, тоа е тестот на Тюринг, го спомнува, веројатно заради тоа. Тюринг исто така се занимава со филозофија, нели има во списанието Mind објавено труд во кој што го пишува тестот на Тюринг. Односно тоа е тест кој што треба да се помине, значи кога вештачките интелигенции, сега не се ни сеќавам точно на деталите, но се работи за сценарио каде што разговарате со компјутер, ама не гледате дали е компјутер или не. И сега ако компјутерот е тој што го поминува тестот кај вас, значи не го поминате вие, и сега ако компјутерот го помине тестот на Тюринг, тоа значи дека дека тој веќе не мора да се смета за компјутер, дека може да го сметаме за човек, такви концепти се. Ако успешно симулира човечко поведение, значи де факто се квалификува да така. Па да, не дури не симулира, туку него ни гледаме, не знаеме дали симулира или дали има некој мало човече затворено во кутија и куца на тастатурата. Ама тоа е доста познат, тоа може на Википедија да се најде за тестот за Тюринговиот тест. Да. А исто
експериментот на кинеската соба со Searle, Chinese Room експеримент. Да, не го знам тој. Да, во врска со тоа дека варијанта на Тюринговиот тест применета на познавање на јазикот. Во смисла на тоа се разменуваат символи со некој субјект во затворена соба на кинески и сега во кој момент може да се смета дека го владее јазикот, односно не. Да, мислам Да, па денес како ќе споредиме со чат GPT, мислам дека многу лесно ги поминуваат тие тестови. Да, добро. Ако сакате, повелете, ако има уште некоја пријава за дискусија, повелете. Данко, ако нема прашања, може, ако сакаш ти Еве нешто го нешто. Ѓорче Се извинувам. Да. Се извинувам, Ѓорче, прости, јас. Нема Да, проблем. слободно Јас повели, можеш да се вклучиш и да зборуваш, јас не го А, регистрирам. Да, еве сега го гледам. Повели да, Ѓорче. сакам само да ве поздравам, да му кажам фала на Данко, да ти кажам тебе фала Ана за преубавата презентација, Данко, и преубавиот разговор што го слушам. Мене сакам да го прашам Данко дали наидува на некои чудни прашања од типот на, бидејќи на Гедел теоремите, ако ги земеме во неверојатно мокно комбо, да кажам, со квантната механика и сите тие некои незгодни, да речам, неинтуитивни начини на кои што се толкува таа квантна механика, како тоа влијае во, да речеме, у таа некоја втора половина на 20-тиот век, еве се до денес, дали не идува на прашање од типот на да речеме што значи, мислам малце Ана го начна тоа што ми се допадна, што значи тоа во однос на конзистентноста, ако математиката не е конзистентна, дали тогаш можеме да збориме за конзистентност на правото, дали можеме уопште да збориме за конзистентност на било што малте не во светов. Мислам, ја терам да речам дискусија малце у таа некоја, у тие последици во насока на тоа што го видовме што се случува со постструктурализмот и постмодернизмот во последни, речеме, 5-60 години. Меѓутоа, само сакам да го прашам Данко дали добива такви прашања, затоа што мислам, јас лично сум стално сум шокиран кога ќе видам како викаат, ако видиш збор квантум во било што освен физика, одма знаеш дека е некоја будалаштина, например, квантен джез, кога ќе видиш, или квантна медицина, или било што е врзано со тоа, одма се пали некоја сијалица и викаш, добро, мислам дека малце преслободно го користите овој термин. Дали се соочуваш со вакви? Па со квантната теорија многу не, Ѓорче, иако ме интересира лично, ама што има од квантните? Има нели квантни компјутери сега, квантни програмски јазици. Тие немаат, односно не знам дали немаат никаква врска со логиката, но не сум видел некој што се занимава да се обидува да ги поврзе со логиката. Од друга страна, теоријата на релативноста, да, има луѓе кои што работат на аксиоматизацијата на теоријата на релативноста, што кажав, нели, дури самиот Гедел давал некои алтернативни модели на теоријата на релативноста. Тоа е, што знам, толку е ново и толку е веќе, како да кажам, тоа е прашање што е прашање на многу пари, исто така што сите истражувања, дури теоретски во таа област, квантно сметање или таа квантна, не знам како се вика, интрикација меѓу частичките, тоа се оди некако во функција на компании кои што се создаваат и се обидуваат да направат квантни компјутери. И сега има една работа, ама таа не е поврзана толку со логиката, тоа што јас го разбрав од слушање на некои предавања за квантно пресметување, тоа што фали во квантното пресметување е поимот на универзална машина, како универзалната машина на Тюринг. Односно, успеваат да стварно да произведат квантни компјутери со неколку кубита кои што можат да пресметаат еден одреден алгоритам, но тоа што не успеваат да го направат, и според еден од тие што се го создале полето, Алан Аспе, кои што се уште далеко да направат, е универзалната
програмабилност на тие компјутери. Значи, тие компјутери ќе можат да пресметуваат нешто што сме ги конструирале да пресметуваат, ама нема да можеме да им вчитаме програма и да им кажеме ајде сега пресметај ми ја оваа програма. Значи, тука уште се назад, да речеме, квантните компјутери однос на математичката логика. Ама да, ете, тоа што знаев, кажав, не знам сега повеќе. Не, фала ти, Данко, да, супер. Мислам, интересна ми е целата мене дискусија. Нели ние дискутиравме, те прашував и некои прашања во однос на математиката, затоа што и се трудам, сакам да направам и филм за тоа, еден целовечерен. Ќе биде многу интересно мислам, мене ми е интересно, ја никогаш не ги правевме еднаш муавет, баш ми е драго што го видов тој примерот што го посочи за поедноставен начин за разбирање на доказот практички на Gödel, и баш сакам да го дзирнам за да го сватам, затоа што никогаш не сум седнал да веќе е далеку тоа од мене, за да можам да разберам како дошол до тој доказ, така што фала ти. Добре, тоа малото книгиче од Дошен, тоа е идеално, можеш да го симнеш од интернет. И е многу добро. Многу малце страници, многу добро објаснува што се случува. Фала ти. Фала ти, Ѓорче. Добро, благодарам на Ѓорче за придонесот кон дискусијата и на Данко за одговорите. Дали има некој друг желба да се вклучи во дискусијата? Ве молам, помагајте ако јас не ги гледам сите кренати раце. За среќа, така имаме повеќе учесници од што може на екранот во една рака да се прикажат, што е секако добро. Ред. Ако нема никој, ја би сакал да кажам две реченици. Да, поведете. И јас исто да ќе кажам после две реченици. Поведете. Ана, ти благодарам што ни го честиташе овој празник на умот со ваков еден брилјантен ум, кој што е Gödelов лауреат. Не претираме среќа. Добро, ја ве сметам за наш зет, па за тоа. Во секој случај, благодарам уште еднаш и мислам дека ова беше одличен празник на математиката, логиката и филозофијата. Благодарам, Љубомир, се согласувам целосно. Данко е, освен тој, многу скромен, така што не е предвидлива реакција. Повеќе. Сакав да кажам дека пред некоја година имаше некоја иницијатива за додавање нови имиња на улици во Скопје и предложив да ја додадат и улица Курт Gödel, и таа беше прифатена во таа некоја листа на улици што ќе ги додаваат и пременуваат. И не знам што се случи од тогаш, па ако некој од вас знае некој во град Скопје или некаде, не знам, може да се распрашате, ако не ви е тешко, докаде со улицата на Курт Gödel, па не знам, да видиме следната година, може да нешто, некоја прослава да се направи, ако постои таа улица стварно. Тоа сакав да го спомнатам, го заборав. Тоа може да ви помогне Коле Ангеловски, кој што е многу влијателен во нашава држава. Не, ќе го прашам. Ова е многу интересен податок, мислам, признам дека не сум го знаела, а исто не знам, Данко, вака кога послободно дискутираме, го спомена Пиер Касуногес, нели, како автор на книгата за една неконвенционална страна од ликот и делото на Gödel. Не знам дали знаеш дека тој беше во Скопје, два пати гостуваше, значи еднаш во живо, држаше предавање како резултат на соработката со Францускиот институт и еднаш исто имаше за време на пандемијата интернет предавање, така што ние со него веќе имаме воспоставено. Да, не сум знаел воопшто. Оваа книга во книжарница една случајно ја видов. И си реков што е ова и доста беше интересно, ако не сум знаел дека веќе комуницират. Да, авторот е многу интересен, беше во Скопје, значи држаше тука предавање во живо, мислам по повод таа негова книга, дека и предавањето беше посветено на тој аспект на животот на Gödel и неговите истражувања и реков уште еднаш тој контакт се реализираше, така што може, ако сакаме некое продолжение и со твое учество, да, па супер, можеме да направиме. Тој самиот бил таму на Институтот за напредни студии и истражува. Гледал, доста сериозно беше тоа, не беше, пошто многу често
наоѓаме нели такви научно популарни книги, што вика Ѓурче за квантната теорија или за било што друго, кај што има 3 збора за тоа, всушност е само некоја љубовна приказна, нема ништо друго. Ова е стварно нешто Да, интересно. сериозно истражување. Јас исто така сметам дека и мило ми е што тој аспект се спомена, дека да, интердисциплинарноста е навистина голема епистемолошка, когнитивна придобивка, насоченоста на соработка меѓу дисциплините е нешто многу важно. Меѓутоа, исто така при тоа тука треба да се биде многу методолошки внимателен, затоа што интердисциплинарноста е поголем методолошки предизвик отколку монодисциплинарноста. И секогаш треба да внимаваме кога ги користиме концептите и принципите од определено друго подречје, како прво дали адекватно ја разбираме нивната смисла и дали тие можат соодветно да се транспонираат на некое друго подречје. Затоа што ако не се води сметка за тоа, тогаш навистина можат да настанат така сериозни пропусти, нели дезинформации, идеите да не го да не ја добијат својата вистинска интерпретација, меѓутоа ми се чини дека така во нашиот круг доста се води сметка за тоа и дека поаѓајќи од различни дисциплини, ете што се сродни, мислам дека навистина успеавме така да ги приближиме тие хоризонти и врз основа на на едно темелно јадро од концепти да расветлиме така од различни страни, баш како на насловната страна на делото на Хофштатер Гедел Ешербах, кое што се состои од едно геометриско тело, значи еден објект кој што е како изрезбано дрво и сега на горната страна има буквата Г, нели, на предната Е, на страничната Б, во една геометриска проекција на различните страни на тоа практично се проектира секој од иницијалите на овие значени автори, значи таа единствено јадро во суштината, во конструкцијата на објектот дава различни проекции погледнато од различни аспекти. И обратно, ако тргнеме од тие различни проекции, пак на крајот некако не водат идеите и размислувањето до едно исто концептуално јадро. Данко, и од моја страна благодарам многу. Сакаш завршен збор? Па, немам за завршен збор. Благодарам за поканата. Се надам дека ќе ме додадете во мејлинг листата да можам да ги гледам. Секако, со големо задоволство. И благодарам на тебе исто така, се знаеме многу одамна. Благодарам на сите што денес бевте присутни и навистина во голем број, што ја така го зголемивте уживањето и радоста во прославата на Светскиот ден на логиката и се надеваме дека ќе имаме можности во иднина уште вакви убави и продуктивни настани заедно да организираме и да следиме. Благодарам уште еднаш на сите, ве поздравувам, посакувам пријатен остаток од викендот и се гледаме во следна прилика.